Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. Еве зашто ќе зборуваме денес со вас. Не постои универзална забрана на електрични тротинети низ цела Европа, но има држави и градови каде што или се забранети, ограничени или мора да исполнуваат строги правила за брзина, регистрирање, заштитна опрема, возраст на управување. Електричните тротинети модерно решение или опасност во сообраќајот, слобода во движењето или извор на метеж на тротоарите. На Балканот Албанија воведе привремена забрана, а кај нас се уште се бара најдобриот модел на регулирање. Денес ве прашуваме дали електричните тротинети во сообраќајот се решение или ризик. Тоа е она за што ќе говориме денес со вас во ова издание на Црвена линија, така да како учесници во сообраќајот, неминовно дали сте возачи или пак можеби возачи на тротинет или пешаци, верувам дека ќе имате одговор на нашите прашања. А кога сме кај прашањата, да ве потсетам дека денес во текот на целиот ден Црвена линија објави нова анкета. Секако за да учествувате во анкетата, треба да не заследите на Инстаграм профилот Црвена линија, а прашањето ќе го најдете на Instagram Story. Значи не заследувате на Instagram Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија и кликнувате на Instagram Story. Таму ова ве прашуваме. Дали се чувствувате безбедно кога се движите покрај електричните тротинети? Како што гледате, имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а Црвена линија стандардно, некаде таму по рекламите при крајот на ова денешно издание, ќе ги соопшти резултатите пресметани во проценти. За учество во Црвена линија, ова секако важи за оние кои што можеби денес ќе бидете заинтригирани за прв пат ќе се вклучите во контактна емисија како нашата. Завртете го телефонскиот број 02-307-005 и не заборавајте веднаш во истиот момент да го намалите и целосно тонот на телевизорот, односно ТВ приемникот. Тоа значи дека јас и вие ќе говориме само преку телефонска слушалка. Секако изоставете го и вклучувањето и изборувањето на интерфон. Се што ви укажуваме е со цел да не се изгубат оние 90 секунди кои што се предвидени за едно вклучување, така да оние кои што сакате ви да се надополните, да не изоставам да кажам дека можете и повторно да се вклучите во Црвена линија за нови 90 секунди. Па ајде сега да преминеме на главното, односно на она за што денес ќе говориме со вас. Еве ќе почнеме со анкетното прашање. Дали се чувствувате безбедно кога се движите покрај електричните тротинети? Исто така Црвена линија како главно прашање денес секако прашува дали тротинетите ги доживувате како ризик или пак како решение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме во Црвена линија. Видите, Катина, со електричните тротинети треба да се забранат скроз да не се управува во цела територија на Република Македонија. Немаат воопшто никаква сообраќајна култура. Возат кај што ќе им текне, возат деца со 7-8 години, родителите им ги даваат, ниве ги возат. Едно, не да е Боже да дојде до некои несакани ефекти, пак испане возачот крив. Начинот на кој може да се регулира е тотална забрана на Република Северна Македонија. Нема друго чаре нема. Едно друго, само малку ќе ми извинете, на кратко ќе скренам од ова. Градоначалникот на Ѓорче Петров реизбран за пак да биде градоначалник. Остави 60 викеници во село Кучково без вода за пиење. Ова му е втор мандат. Ја не можам да разберам што се случува со човекот. Тоа нешто не е описано. Земе направите една анкета од Бура надоле до Ѓорчевска воденица, немаме вода за пиење. Едно бушење, и порано сум се јавил, едно бушење за вода е околу 6000 евра. Таа не е вода за пиење, таа е техничка вода. Бидејќи секоја викеница има надвор посебна просторија за вршење голема и мала нужда. Така, во ред, благодараме ве за да ги вратиме. Фала многу, извинете вака што ми дозволите време за ова што се јави. Фала.
Јас ви благодарам еве што споделивте со јавноста околу проблемот со кој што се соочувате. Но и една напомена, драги мои, еве тоа го знае гледачот, бидејќи неретко и следи и учества во Црвена линија, ве замолуваме да се држиме до темата. Некој од вас може би дури сега малку подосна ќе се вклучите во Црвена линија, а темата за која што зборуваме денес, конкретно прашањето до сите вас е: дали електричните тротинети во сообраќајот според вас се решение или ризик? И дали се чувствувате како учесници во сообраќај безбедно кога сте во непосредна близина на некој кој што управува тротинет? Еве какво чувство во сообраќајот ви создаваат тротинетите и нивната употреба? Добар ден. Здраво. Здраво, леле, многу слабо ве слушаме, не знам зошто е тоа така. Сега подобро е? Подобро е, повелете. Вака, што се однесе до тротинетиве, ја би тоа укинал одма подитно, тоа сместа. Значи, знаејќи каква батерија содржи во себе, тоа е еден од најопасните загадувачи меѓу граѓаните што се мотка тука. Значи, утре кога ќе стане отпад, таа е опасен загадувач, многу контаминира и е отровен. Значи, за тоа што најболи пример е сега летоска што беше оноа палењето у Трубарево на тој магазинот, ако се сеќавате пред неколку месеци беше, таа печурката што израсна усред Скопје. Сега можете да замислите со каква работа ние си имаме работа. Значи, тротинет подитно, може тротинет, ама да го гураш. Како порано ние, кога сме си биле као деца, па сме си туркали тиките и така. Само таков тротинет. Признавам, точно си исто на батерии АУФ. Сите автомобили на батерии АУФ, значи надвор од употреба, се е тоа опасно. Значи, најопасна работа нешто е тие литиумови батерии што се користат, затоа што и колата, како кола, кога ја купиш или што и да е, најскапиот дел е батеријата, скоро 90% е батеријата. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за учеството. Продолжете да не следите понатаму. Некаде сме на почетокот, што значи допрва ќе вклучуваме гледачи. И да не изоставиме секако да ве подсетиме сите вас кои што може би ви е полесно и поедноставно преку коментари да дадете одговор на денешните прашања. Сето тоа можете да го сторите ако не заследите на Facebook. Тоа значи ви треба профилот на Црвена линија, но и ќе повторам профилот на Телма телевизија, бидејќи Црвена линија стандардно и редовно ги објавува, односно ги постира темите и на двата зида на профилот. Еве како изгледаме на Facebook. Црвена линија прашува дали се чувствувате безбедно додека се движите покрај електричните тротинети. Пишувајте, давајте одговори и на Facebook преку коментари, а нешто подосна по вклучувањето на одреден број гледачи во живо, секако ќе започнеме и со читање на вашите одговори како коментари на Facebook. Добар ден. Добар ден. Господине Роме, еве кај вас дали возат тротинети? Да, возат тротинети, а ја и викам вака. Тина, слушајте вие, возите велосипеди, а не тротинети. Тоа е и за вас лошо, и за другите. Да се движиш треба, да движиш со точак, да возиш. Тоа е здравие за организмот, а не е тоа на материи што се вози. Доброводност на управувањето и безбедноста во сообраќајот кога е вклучен тротинет. Еве како учесник во сообраќај, сметате ли дека се чувствувате безбедни покрај тротинети? Па и самите не се безбедни, не ја. И тие не се што возат безбедни. Тие се шкрдат и мало паметно. Родители се виновни, што му даве такви. Така тина. Треба да не му дадат такви, да му дадат велосипеди и да се возят на велосипед, да се движат. Тоа е здравие за организмот, движењето. А не на тротинети да се возят на брзина и да вртат таму. Тоа е за ними лошо и за другите луѓе. Може да страдат луѓето и тие сами. Според вас, еве, тротинетите дали даваат слобода во движењето или се извор на метеж во сообраќајот? Метеж е. Прав метеж.
Тоа е штета и за нив што возат и за луѓето. За сите е штета. Добро, благодарам многу за споделеното со гледачите на Црвена линија. Сега го продолжуваме со вас. Драги мои, прашуваме дали тротинетите, електричните тротинети во сообраќајот се решение или ризик? Дали за вас представуваат слобода во движењето или се извор на метеж на тротоарите? Дали самите вие користите тротинет да додете до посакуваната цел и како учесник во сообраќајот, еве дали се чувствувате безбедно и кога возите, управувате електричен тротинет, но и кога се движите до некој кој што управува електричен тротинет. Добар ден. Добар ден. Убав ден, ве слушаме во Црвена линија сте. Овде ке Славица од Велес. Голем поздрав до вас, драга Славица. Благодарам. Јас не сум за тротинет. Да, не сум за тротинетите, бидејќи во сообраќајот има голем ризик. Продолжете, ве слушаме. Да, голем ризик и поголеми казни и да знаат кај возат и што возат. Еве во Велес каква е состојбата? Што забележувате како учесник во сообраќајот? Во Велес нема, да ти кажам, многу е ретко, али нема многу, како да кажам. Дали сметате дека се повеќе корисни или пак повеќе прават метеж во сообраќајот? Метеж, да. Метеж. Добро. Да. Не знаеш од која страна ќе ти испадни, возат со голема брзина. Дали сметате дека треба да има построги правила или Построги казни да има? Да, построги казни да има. Добро. Тоа е, Тинче. Тоа е добро, благодарам многу, поздрав до Велешани преку вас, благодарам за одговореното и секако за учеството во Црвена линија. Потсетувам, почнете, пишувајте коментари, наскоро секако ќе почнеме да ги читаме и тие одговори. Секој еден од вас, верувам како учесник во сообраќајот, приоритет му е безбедноста. Дали сметате дека тротинетите се едно функционално, брзо, но безбедно решение за да се пристигне до посакуваната цел или се всушност како такви се всушност проблем или прават метеж во сообраќајот? Дали се чувствувате безбедно додека се движите покрај електрични тротинети? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Јас мислам дека тие повеќе прават метеж оттуку што се корисни во сообраќајот. Затоа што тие возат неконтролирано. Плюс тоа, возат и малолетни деца кои не знаат на која страна да се обрнат, а не да возат такви електрични тротинети. Електрични тротинети возат, треба да возат луѓе што имат култура за тие возење на електрични тротинети. И да си одеш слободно по улицата или на тротоаро, тие одеднашка од некаде ќе изникнат и може да те треснат на земја и уопште да не одговарат за никаквите последици што ќе ги направат. Значи, електричните тротинети не се за во Македонија. Тие се за во покултурни земји и луѓе што имат свест дека треба да возат и каде треба да возат или да и се направат посебни патики на нив што треба да возат по тие патики, а не да се убркат во обичниот сообраќај со коли, со пешаци, со точоци и со секако вид на сообраќај и направуваат големи штети. Значи работата е, не би требало да има електрични тротинети воопшто, додека не се стекне тоа. Благодарам за одговорите и споделеното со гледачите на Црвена линија. Напоменувам, секој едно јавување временски е ограничено на 90 секунди. По 90-та секунда автоматски тајмерот се исклучува, со него и линијата.
но нека не ве загрижува тоа, секако додека трае ова издание на Црвена линија, можете повторно да го завртите нашиот број и секако да се доискажете во нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Една огромна молба до вас, што поскоро да се намали тонот на телевизорот. Да. Јас, значи, само сакам да кажам, борете тоа да се намалете го тонот на телевизорот. Да се забранат, меѓутоа нека му ги вратат парите на луѓето и купија тротинети. Како наплатија данок, царина, пари, кој го дозволи тоа? Нека му ги вратат парите на луѓето и сите ќе ги откажеме тротинетите. Точно е тоа дека има што не пазат, брзо возат, мали деца, се. Нека му ги вратат парите на луѓето и окей. Кој го дозволи тоа да го биде продавано во Македонија? Како они зеа царина на луѓето му наплатија? Данок му наплатија на луѓето, што го купија тоа. Како сега не може? Не може. Нека му ги вратат парите и нека ги прекинат. Готово. Бизнис си прават и после не важи. Едно прашање до вас, дали сте корисник на тротинет? Корисник сум, да. Добро, еве од ваш агол, бидејќи сте корисник, како ги доживувате тротинетите? Дали како решение, дали се прави метеж? Треба ли да има утврдени правила, поригорозни во однос на употребата? Да, треба да има. Треба малолетни деца да не ги возат. Точно е тоа. Јас не викам дека нема метеж. Како тоа така? Дај че ги укинеме, виж. Како е тоа че ги укинеме? Треба мерки тебе да донесиш, да знае да се каже дека тие превозни средства не треба да ги возат деца. Благодарам многу за учеството и секако за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. И неретко во вклучувањето досега слушаме можеби како најголем проблем што малолетници, односно дури и мали деца ги користат тротинетите и тоа се вклучуваат интензивно во сообраќајот. И неретко се случува да има вест која што е трагична токму поради ваквата употреба на тротинети. Па еве последно нешто е тешко повредени 2 малолетнички по пат од електричен тротинет. 2 малолетни девојчиња се здобиле со тешки телесни повреди поради пат од електричен тротинет и тоа е случување во главниот град. Инцидентот се случил вчера попладне околу 17 часот на улицата Сава Михајлов. Со тротинетот управувала 15 годишна девојка од село Инџиково која изгубила контрола и паднала на коловозот заедно со 14 годишната сопатничка. Повредените се префрлени и изгрижени во комплексот на клиники Мајка Тереза Скопје. Па денес Црвена линија ве прашува, дали електричните тротинети во сообраќајот ги гледате како решение или како ризик? Што е она, ако сте корисни како тротинет, дали се чувствувате безбедни додека возите тротинет, но и доколку не возите електричен тротинет, дали се чувствувате безбедни во нивно присуство? Сето ова се голем број прашања кои што денес Црвена линија ги поставува. Верувам дека веќе имаме некого на линија, па да ги слушнеме следните одговори. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Корисни се доколку се створат прописи, нормативи и мислам бар, ако ништо повеќе 3 часа додат на некакво предавање, како што е, например, за возачка Б категорија, што ода за прва помош. Значи да знаат како да го користат, заштитна кацика да носат и да не одат кај што не треба. Одат под патеките, одат на пешачки, одат со возеќе, одат на автобуските станици, исто возат, а тука секаде на секој автобуски има патници кои чекаат превоз од ЈСП. Така да треба да се превземе нешто, тоа да го превземат надлежните органи и најмалку да има 16 години за да може да управува, најмалку.
а не сега на 10 години, татко му или мајка му можеле да му купат моќниците, нивното дете ќе возело тротинет, ве молам. Ве молам, не можат тие толку да донесуват брзо одлуки и да превземаат тоа што треба за да се заштитат себе си и од останатите учесници во сообраќајот. Затоа што тие истите се занесуваат со нивните години, разговараат и на телефони, можат да удрат. Благодарам за одговорите и учеството секако во Црвена линија. И како што нели ви укажав на почетокот, сега дојде времето да го прочитаме и коментарот, тоест одговорот на Степано Скалела на Facebook профилот на Црвена линија. Заследете не во овој момент таму, пишувајте одговори, давајте коментари, секако ќе ги читаме меѓу вклучувањето на гледачи. На прашањето дали се чувствувате безбедно додека се движите покрај електричните тротинети, еве што напиша Степано Скалела. За тротинети и велосипеди низ цел град се изградени посебни патеки. За жал, истите се возат низ пешачки зони, каде што се опасно за сите пешаци во пешачката зона. Уште полошо, со или без родителска дозвола, ги возат малолетници по 10 години, што е опасно и за нив и за сите останати. Да се воведе задолжително носење кациги, казни за возење надвор од велосипедската патека, возам тротинет по потреба, премногу внимателно и само на места каде што треба и нема пешаци. Благодарам многу Степано Скалела за учеството, за одговорите и верувам не гледате во овој момент, па ако е така продолжете понатаму да го следите ова издание. Продолжуваме и со вас во живо. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав до вас и до емисијата. Па еве да слушаме во Охрид дали се возат многу тротинети, дали ги доживувате како решение или ризик во сообраќајот, дали вие сте корисник на тротинет и еве и како некој кој управува, дали се чувствувате безбедно? Вака. Во Охрид доста се користат тротинети. Истите ги доживам јас како ризик за кога учествуваат во сообраќајот. Треба да има изградено прво добра инфраструктура за да се користи тротинет. Сега во моментов, значи управување на тротинет става во ризик самиот возач и другите учесници во сообраќајот. Во другите европски земји има прво изградено инфраструктура, па потоа се законска регулатива, па потоа учесниците учествуваат во сообраќај со тротинети. Јас би е поздравила Албанија што забрани да учество на тротинети, затоа што летото бе таму беше катастрофа, возеа деца и то ги изнајмуваат, да речам, тротинетите и возеа по пешачки патеки со поголема брзина, да не знаеш од каде може некој да ве удри. Така да мислам дека треба да се забранат тајна. Благодарам за споделеното и сега го продолжете и вие понатаму да ја гледате Црвена линија. Ве охрабрувам и подсетувам да бидете активни и на Facebook профилот, пишувајте коментари, секако ќе ги читаме меѓу вклучување гледачи, но и не заборавајте дека денес активна е анкетата, а прашањето на Instagram стори е дали се чувствувате безбедно кога се движите покрај електрични тротинети. Имате две опции за одговор. Да, не кликате на одговорот кој е ваш, па наскоро по рекламите во ова денешно издание секако ќе ги споделиме и резултатите пресметани во проценти. Да слушнеме што ќе кажете останатите во живот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Не, ова прашање е убаво прашање, само многу го разложија, многу го разлечија. Ова е едноставен одговор. Не треба ова кој за каква дипломатија да се прави за ова. Секако ова треба да спади во сообраќајни прописи.
Да, полагајме, ако и положи сообраќајните прописи, нека се движи. Зошто да се забрани? Не треба да се забрани. Како може да некој да... Тоа е селекција на народ. Значи, нема право некој во сообраќај, некој да има. Само сообраќајните прописи да се знае редот на патување во сообраќајот како се движи, така треба да се понаша и тој, нема проблеми, има зашто проблеми има. А некој што вели да се укина. Какво укинување? Тој ува кажа, еден господин, се давале давачки, царини се плаќале, некој дозволил тоа нешто. Како може да се укини сега? Не може тоа да се укини никако, во никој случај. Само треба прописно, едноставно, диплома, полагајне. Ништо друго, само полагајне. И ќе се биде се во ред. Ако земиме ние така многу закони да има да прекинуваме, да укинуваме. Ајде бидете поздравени, се убаво. Благодарам, се убаво ви посакуваме и ние. Секако продолжете и понатаму да ја следите Црвена линија. А денес зборуваме за следново. Не постои универзална забрана на електричните тротинети низ цела Европа. Но има држави и градови каде што или се забранети, ограничени или мора да исполнуваат строги правила за брзина, регистрирање, заштитна опрема, возраст на управување. Па денес ве прашуваме дали се чувствувате безбедно додека се движите во покрај електрични тротинети, но и како управувач на електричен тротинет, дали се чувствувате безбедно. Како ја гледате нивната функција во сообраќајот, како решение или пак како метеж во сообраќајот? Добар ден. Добар ден, Тина, добро вечер. Добро вечер веќе сега. Ко повелете, ве слушаме. Јас мислам оти овие тротинети во сообраќајот дали е ризик, па колата е ја сметаме за по-модерно средство. Точак кола и тротинетот добро. Ете, и да посветам нешто во Втората светска војна, со точак си биле бојчето. Па затоа мислам да се прифати. Не е толку тешко. Нека воза човека воза со такви мотарче, тротинети. Од Европа имам гледано некои филми, имам читано книги во Втората светска војна со тротинети. Писмата ги населе, писмата од англичаните, од Франција, со точак си ги населе, со точак. Затоа нека постои, јас не е ризик, немам страф, не ми е страф од тоа моторче, од тоа тротинет. И толку, фала. Поздрав од Битола, друштво Светилка, ме поздравуваме сите во Битола. Голем поздрав секако до вашите пријатели заедно групно што ја следат Црвена линија. Благодарам секако и за учеството. Се спомна Битола, па еве да укажеме повторно на немил настан, а тоа значи дека на 11 месецов во 14 часот и 1 минута од Министерството за внатрешни работи во Битола е пријавено дека на крстосницата на улица 4 ноември и улица Владко Миленковски и улица Димитар Илиевски Мурато во Битола се случила сообраќајна несреќа помеѓу товарно возило Volkswagen со битолски регистарски ознаки управувано од 20 годишник од Битола и електричен тротинет Xiaomi управуван од 20 годишната Ара од Прилеп. И неретко се случува оној дел рубрики Црна хроника околу сообраќајни несреќи и трагедии, токму да се спомнуваат најголем број несреќи врзани за управувањето и користењето на тротинетите во сообраќајот. Но голем дел од вас и ги користат, па затоа и ве прашуваме денес во Црвена линија. Пред се дали се чувствувате безбедни кога сте покрај тротинет, кога управувате тротинет, дали на тротинетите, електрични тротинети, гледате како решение во сообраќајот или како нешто што прави дополнителен метеж. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, повелете. Само намалите го тонот на телевизорот. Добро, ќе го намалиме. Добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Тина, јас
Ве слушаме, продолжете. Тина, јас сум возач и секој ден сум во сообраќај. Добро. Мислам дека треба овие што се со тротинетиве да има некоја старосна граница, значи 15 години, 16 да не може да управува тротинет, не може деца со 5 години или со 8 години да возат тротинет. Мислам тоа или и овие што ќе бидат 15 години да полагаат правила во сообраќајот. Да носат кациги, да полагаат правила, значи да има некој да пројдат на некој испит за да ги научат правилата во сообраќајот. Иначе вака многу ризично е. Од сите страни, од лева страна, од десна страна и не знаеш кога ќе биде белја. Ве слушаме, имате уште време. Ево, значи, дали вие сте управувале тротинет до сега? Не, немаме управувано. И во фамилијата не сакам да има тротинет, бидејќи е многу ризично. Така, пријатно. Пријатно, благодарам многу за одговорите и споделеното во црвена линија. Продолжуваме со вас, еве до сега можевте да слушнете различни одговори, а прашањето е едно во црвена линија. Дали електричните тротинети во сообраќајот според вас е решение или метеж? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, за да не ме слушате мене повеќе пати добар ден како велам, виднаш да преминеме на Facebook. Пристигаат коментари, па ќе продолжиме со она што го напиша Томче Тозо Пушка. Подхитно да се превземат мерки и да се донесе закон кој и како да може да го управува истиот. Сега, баш пред малку, начекав дете од 7-8 годишна возраст, како се движи по коловозот и истиот го префрлува на другата страна. И искрено не се чувствував баш добро, бидејќи на таа возраст не може да вози обичен, а не па